Добре дошле во 32-то издание на politikanti.mk со мене Сашо Реновски. И со мене Боријан Јовановски, поздрав. Во најнередовниот подкаст во историја на подкасти, Боријан, бидејќи го правиме кој имаме за што да збориме. Еве недалава рипнавме еден, ама и веќе сме во летна шема, што е право. Па добро, види, и онака сме во една експериментална нова нов медиски формат како што е подкастот, така што веројатно ќе ни проста слушателите и ние се прилагодуваме и на тајминзи, и на формати и така натаму. Во принцип, Боријан, се договараме практично јули и август, освен во исклучителни ситуации. Например... Кој мислам дека ќе ги има, но... Да. Ама бидејќи ќе бидеме и дел од екипата и ние, ваму, таму, ќе се чуеме со нашите редовни слушатели само доколку има навистина нешто многу важно. Например, Мицко да си поднесе оставка, Ковачевски да си поднесе оставка, на црната листа се појави некој многу значаен и така натаму. Па тоа ми нешто така летово, нео гледаш како е шарено, те дожд, те топло, те ладно, непредвидливо, варљиво лето, вика, ми имаше еден филм, ако се сеќаш. Ми кажува еден од моите извори некои имиња што е можно да се појават на американската црна листа. Добро, тоа додека не се појават не може ни да се спомне и така, меѓутоа ако 30% тоа е точно, Боријан, ќе треба да се чуеме ние повторно на подкастот. Така, види, јас сум овде во Преспа, во куќата на дедо ми, малку изолирано од се тоа што се случува таму, ти имаш подобри информации, но знаеш, 30 години искуство има, не има интуиција веќе наштимана една која ми вика дека летово ќе биде варљиво. Слушај, пред да почнеме, сакам да го препорачам овој документарец што го направи, барем јас тој го гледав, тоа е цела серија твои документарни емисии, 50 на минути е со синот, односно со внукот на Хес, на водачот на концентрационите логори во Германија, си направил еден одличен документарец, навистина го препорачувам на сите, Ал Џезира го емитуваше, веројатно е еден од повеќе, јас тој го закачив. И стварно препорачувам сите што сакаат летово да имаат една баш онака една поучна, длабока сторија, трауматична. Ликот е многу занимлив, ти разговорот го водиш и целата приказна прекрасно, да го одгледаат. Фала ти, Сашо, фала, баш ми значи да знаеш од поготово од тебе овие комплименти. Инаку целиот серијал е на платформата македонска Глеј. Така што сите може да бидат видени и таму, МТВ мислам дека прави некои репризи, а веќе ги има и на YouTube, на пејџот на Facebook Еврозум, но кусо да се наврата, мислам, темата, Сашо, види, инспирацијата е, како што виде, таа потреба на германското општество да раскрсти со едно многу тешко минато, како што им има оставено Хитлер. Тој лик кој е главен протагонист во документарецот е внук, значи на Хес, индустријски убиец кој има направено фабриката на смртта Аушвиц. И ако можеш да забележиш, он не може да се ослободи иако се откажал од семејството, иако со сите трауми кои ги има, единствената работа која он денеска ја прави е всушност носи ученици и германци во Аушвиц, се обидува да им пренесе какво е тоа зло што има случајот на Германија. И во исто така имав едно интервју со историчар во тој институтот за современа историја, како го гледаш, си забележа добро, тој процес на помирување на кој им се има посветено Германија, тој траел долго, со децении. Но тоа е процесот кој е уствари суштината на односно на германскиот успех, на фениксот германски, од пепелта во која се има најдено Германија со крајот на Втората светска војна и со сите зла што ги има оставено Хитлер, Германија без тој процес не би можела да биде тоа што денеска е една високо развиена демократија, една високо развиена социјална држава, високо развиена економија. И тоа ми беше целта, бидејќи мислам дека сите општества
се разбира, германците ќе имаат веројатно најтешката задача на светот, бидејќи го имаат Хитлер, но сите општества треба да се осврнат на своето минато. Убаво е да се слават славните работи, се разбира, но нема општество, нема народ, нема нација која нема и темни црни петна во својата историја. И тука тоа целта ми беше некако да се охрабрат тој тип на процеси. И кога го спомна веќе ова, Сашо, сакам да ти кажам, ти следам вестите овие денови. И ова околу Скопје 2014. Чекај, те молам, пред да предеме на Скопје 2014, а тоа ќе ни биде тема за разговор. Види, има една суштина во поствоената германска сторија, која што е многу поучна за сите народи, нации, држави во светот, би рекол, а особено за оваа балканска па и европска. Суштината е во следното. На германците како страна која загуби Втората светска војна, иначе во логорите загина негдека меѓу 8 и 12 милиони луѓе, од кои што 7-8 беа евреи милиони и така натаму, бидејќи таму имаше и пољаци, роми и кој знае уште кои се славјани, се разбира, од разни држави и така натаму. Види, на победниците во Втората светска војна, на германците практично им забранија да лажат за своето минато. И германците, мислам, во овие децении што ги говориш за нивна реанимација, практично бидејќи тие беа клинички мртви, после говорам општествено, социјално, ментално и така натаму. Преку тој процес на прочистување, затоа и твојов документарец многу значаен, бидејќи тоа всушност го гледаш преку внукот на Ричард Хес. Практично им забранија да лажат за својата историја. Рекоа, сега не, сега сите деца од школа ќе ги носите во концентрационите логори, да видат децата како тоа. Сите студенти, цели студии ќе се отворат кои што ќе го проучуваат фашизмот на Хитлер. Затоа е денеска Германија една од најздравите демократии, во кои што инаку десничарите се повторно во пораст, како и во цел свет, како и во Европа. Меѓутоа, да се навратам на ова што ти го кажуваш и за, види, нашите истории се преполни со лаги. Сите ние лажеме во историите. Лажат бугари, срби, мислам како каже македонци, грци, сите лажат за да излезат што по битни, што по убави, што по значајни во тие историски припои. Тоа со германците не се случи. Поминаа неколку генерации низ тоа чистилиште и затоа е Германија денеска без разлика, она е вистинска демократија, таму има и вистинска десница, како што има и вистинска левица, центри и така натаму. Мислам дека е тоа суштината на целата таа приказна. Не знам до кога ќе издржи таа, како да кажем, таа водилка да не се лаже со собствената историја. Знаеш како се менуваат работите, ќе поминат 100 години, пак ќе почне да се лаже дури во земји како Германија. Меѓутоа мислам дека е тоа суштината, па ако има некоја поука из ова што ние поминуваме со нашите истории. Да, тоа е, ние сме заробени во една митоманија, мислам, воопшто овие балкански општество, особено и не знам ако забележите детал, Сашо, на крајот целата документација од апаратот на Хитлер не оди во рацете, пази, ниеден од универзитетските професори тогаш не биле вклучени, затоа што се претпоставувало дека на еден или друг начин се контаминирани од нацизмот. И практично со помош на британците и на американците, со млади историчари во Германија се прави тоа, се отвараат тие реконструкција. Да. И тоа така оди, тоа така би требало да оди, бидејќи знаеш како, но не знам, ја не сум сигурен дека ние ќе го доживееме тоа така добро. И друга пак ќе речам, не може тешко да се прави споредба со Германија и со сите оние злодела на кои ги има направено, но во принцип суштината е тоа да се соочиш со вистината, без разлика дали е она Хитлер и Аушвиц или е некоја било каква глупост која како народ имаш во историјата. И тука сакам да се надоврзам пак на темата што ја споменавме, ако дозволиш. Знаеш што ме загрижува? Таа една тенденција, го слушам ВМРО ДПМН како се обидува да го релативизира ова за Скопје 2014, па дури да го направи дека тоа е напад на идентитетот. Па мислам, тоа е таква една штета е тоа Скопје 2014 од естетска, финансиска, политичка смисла, било која. И мене, јас сум стварно изненаден, например, што
ова ВМРО ДПМН на Мицковски, не може да речат луѓе, да, тоа беше грешка, на крајот кишот има добар повод, овој предмет што се отвори, за кој ја искрено да бидам не очекував, но очигледно обвинителството воспоставило добра меѓународна соработка и има допиено документи понашто што го слушам, не ми е јасно како можат да го релативизираат тоа чудовие кое му се случи, тој инженеринг на идентитетот на воопшто на градот, како сакаш кажи го тоа. Они не го релативизираат, они всушност продолжуваат да лажат. Види, Комунистичката партија лажеше во одредени делови заради некакви политички и останати цели. ВМРО лаже 100 и кусур години за собствената внатрешна историја, бидејќи таму има толку многу истории што човек може би не може да знае која е вистинската, освен ако баш сите не се обидеш да ги разбереш, бидејќи секоја историја е поединечна и така натаму. Така што ВМРО е една машина за лажење која што последните 30 години во различни количества, особено за време на режимот на Груевски, ова негова, како да кажем, овој исцедок кој што сега го води овој Мицковски со ова ВМРО ДПМН која сега постои, тоа е практично една институција за ширење лаги и тоа на важни теми се разбира. Сега морам да ти кажам дека разговарам со еден адвокат, добар адвокат, кој што инаку е вака по своето уверување десничар, и е ВМРО-вец, човекот е член на ВМРО, без разлика се разбира, ми види, сега е клучно, како и во сите други предмети на СЈО, сега е клучно на овие кои што сега се обвинети за ова, говориме за предметов кој се вика случај Феникс, така го крстија. Сега е битно на главно осомничените обвинетите таму некој да им каже, слушај, сега треба да седнете со обвинителите и да се договорите све што знаете да раскажете за да добиете по-лесни казни и да кажете кај се парите, кај се одени, како е правено, бидејќи нема веќе кој за што да се штити. Главните креатори на целата таа трагедија која ни се случи се или пребегани, или имаат доволно пари да си откупат слободата, ги гледаме тие како тоа оди. И сега таму, морам да ти кажам дека мене, например, приказната за Владо Тодоровиќ, кој е еден од главно обвинетите за целата оваа работа, беше градоначелник на општина Центар за време на овој целиот проект и така натаму. Таа приказна мене ми е јасна, човекот го принудија да се кандидира за градоначелник и инаку ќе му ја земеа фирмата, бидејќи по нивните анкети се покажа дека тој би победил. И морам да ти кажам, бидејќи во тие години живее во општина Центар, Владо Тодоровиќ не беше лош градоначелник вон проектов Скопје 2014 за која предпоставувам дека не смел ни да праша, него ни прашале. Види, не викам јас дека за тоа нема и собствени одговорности, не викам дека кога ќе земеш функцијата и кога ќе почнеш да се подпишуваш со тие подписи одат и одговорности, тоа нема сомневање. Меѓутоа, ние мислам дека целата јавност разбира кој е за целата работа всушност двигателот на сите целиот тој низ од криминали, од кои што не знам дали финансиските се потешки од овие културно обштествено естетски, мислам. Тоа е бескрајна приказна, ако земеш штетите од Скопје 2014 да ги правиш. И да се подсетам, мислам дури дека една од главните причини за оној удар врзаеден, онака брутален, беше и известни истражувања кои во тоа време, бидејќи тие сомневања дека таму е очигледно берење на пари и криење на пари и малверзации, тоа беше повеќе од очигледно уште во самиот почеток. И сега повторно ќе се вратам. Ова релативизирање од страна на ВМРО, како тоа, ствари они се обидуваат да они го третираат овој период сега од 8 години по падов на Груевски како некаков дисконтинуитет кој они треба да го пресечат и да продолжи оној континуитет, оној систем, она идеологија на владење на Груевски. Знаеш, јас разбирам они да се заинтересирани за случајот, да речат ние будно ќе го следиме процесот, дали тука на било кој начин политички тие луѓе ќе бидат третирани или само според законот, што би било, да пример, сосема разбирливо. И така треба, бидејќи нели, ако ставиваме за правна држава, без разлика која од која партија, треба да биде суден така како што треба. И ако
27 април случајот Мицковски упорно вели дека тоа е политички монтиран протест. Јас се согласувам да разговараме дали политички е товарено обвинението дека тоа е тероризам. Може би не знам. Но дека тој упад во парламентот, тој таков бокс врз демократските принципи, тој мора да биде признаен како таков, како нешто што не смее да се случи на едно општество кое претендира да биде демократско. И во таа смисла, јас стварно просто не можам да верувам дека до таа мера Мицковски се обидува да го избере минатото на Груевски. Не ја гледам причината на Мицковски кој би можел да биде неговиот мотив. Причината, Боријан, причината е затоа што е тој сепак раководство на континуитет, тој сепак е таму за да го чува столчето и да биде председател на партија која што всушност ги негува и истите вредности како и за времето на Груевски, тука нема никаква разлика околу тоа. Побогу, тие за ништо што беше од круцијална важност за некаква можност за дистанцирање, за фаќање некаков приклучок со западни агенди, за праќање некакви вредностни, ништо од тоа не превзема, напротив, тие и сега ќе, меѓутоа знаеш како, и сега ќе одат со истите тие приказни на изборите и ќе победат, Боријан. Проблемот е што во нашето општество не се создава критична маса или ако некоја ше имала, таа е веројатно веќе разнебитена, замината, апатична и така натаму, која што тоа ќе знае да го санкционира политички на некакви избори. Напротив, мислам дека во време, знаеш како, од она што го викаат ботаубаутизам, нели, што вие која бевте едно друго, до продолжување на истите фалшиви приказни да си течат и во некаквен нареден период и да ти кажам, ако се случи, што е сосема можно, ВМРО-ДПМН може би да формира влада идната година која ќе дојдеме до избори, тогаш мислам дека ќе се вратат многу од овие теми во истиот тој полн замав како што ги правеше Груевски, бидејќи таму нема кој тоа да го спречи, нема кој тоа да го коригира, нема кој тоа да се спротистави и да каже не на тоа. Така што ова е само едно интермецо, би рекол Боријан, на враќање на истите вредности кои што, нели, ако се случат изборите така како што се сега некакви анкети. Сашо, види добро да кажам, ако е така е демократија, мислам, на крајот кришната едно општество така и изрее со шокови, успони, падови, не знам што би кажал тука, ако луѓето мислат дека треба да дадат, односно да овозможат континуитет на еден груевизам, тогаш во ред, иако јас стварно не можам да сватам зошто мислам дека во овој вакуум кој го создаде СДС од празнина на нови вредности, кога ВМРО-ДПМН би се позиционирало себе си како една демохристијанска партија, да речеме некој формат на она што Љупчо Георгиевски го понуди во 98 година. Прво би добило огромна помош од Европската народна партија, од многу земји членки на Европската унија, мислам од таа пристојна европска десница и така натаму, и многу лесно би придобило голем дел од неопределеното гласачко тело. Инаку јас пак ќе ти кажам, дека стварно ние можеме да предпоставуваме, но јас не мислам дека ВМРО-ДПМН може да се издигне над овој прак од она што име нивно традиционално гласачко тело, кое не знам, што и да се случува, они пак ќе гласаат исто. Но мислам дека во овој случај голем број од гласачите ќе остане апатичен и ќе имаме многу мала излезност, но да не се случуваат уште многу работи. Не би бил сигурен каква ќе биде излезноста. Излезноста нема да биде сигурно рекордна, дали ќе биде мала, дури во тоа не сум сигурен. На крајот во демократијата каква и да излезноста се владее со тој кој што победил,
на изборите и кој што, да не забораваме, успел да формира коалиција, бидејќи разговараме за тој вид на владење, не верувам дека некој би имал апсолутно мнозинство во Македонија, и тоа не е исклучено до душа, ама тоа обично се случува кога си на власт да постигнеш апсолутно мнозинство. Кога од опозиција конкурира за власт, тешко се случува, значи можеш и да победиш на изборите, а да не владееш, ако другата страна успее да состои коалиција. Меѓутоа, Боријан, не е за подценување ни еден друг феномен под чишто чадор ВМРО живее под една страшна сенка, тоа е сенката на Орбан, сенката на оваа нова европска па и светска десница која што се издига во последниве 5-10 години, кај што Орбан е еден од еминентните, како да кажам, лидери на таа десница. Тој веќе шета по Америка на митинзите за новите претседателски избори, се препорачува, таму има цели кругови, дури во американската демократија кои во него гледаат лидер на таа нова една, таа е уствари супер стара, ама со нови ликови една политичко движење, а кое што подразбира дека се може да се фалсификува, дека фактите може да имаат своји алтернативни содржини, дека секогаш треба да се најде слабост на противникот и врз таа слабост, дали се тоа бегалци, дали се тоа евреи, дали се тоа, како да кажам, другите поинаквите во општеството, па ние ги гледавме поповиве што правеа на минато неделниот митинг и така натаму, врз тоа да се градат стравови, врз тоа да се градат потоа некакви позиции за мобилизирање и така натаму. И тоа воопшто не е за подценување, бидејќи мислам дека, знаеш како, јас понекогаш си мислам дека е жива среќа што оваа Унгарија е дел од НАТО, инаку кога не би била дел од НАТО, таа би се спремала да влезе во Украина територијално, таму со тенкови да биде на страната на Русија. Не само оваа политички што го прави Орбан, кој што е целосно на страната на Путин. Туку мислам дека таа да не е членка на НАТО, сефте тоа ги сопира белки. Добро. Оти тоа е на Аустро-Унгарска. Ќе ти го пратам на порака, завчера се емитуваше последната европска приказна, како што се нарекува серијалот, која е посветена на крилата на либералните вредности и раѓењето на така наречениот илиберализам, инаку термин кој самиот Орбан го има смислено, бе една недела во Будипешта во Унгарија и поглавно разговарав со дисидентите од 80-тите години кои го направија оној преврат, бидејќи дали Унгарија беше позната по либералните тенденции, Чешка и Унгарија беа најсилните упоришта на дисидентското движење и една цела анализа, имам по 50 минути, таа филмот ќе ти биде интересно и да гледачите и препорачувам да го видат. И имено, и таму ќе видиш исто така, значи еден нов поштап направен, едно цела ревизија на историскиот наратив, па дури и тенденција да го негира Имре Наџ, човекот кој стои на браникот на она спротивставување прво во 50-тите години против Москва, во опит да се повлече од Варшавскиот договор и така натаму, кој потоа да завршува трагично, за жал, предаден од југословенските власти, бидејќи се сокрива во амбасадата во Југославија. Но тој е херој на унгарската демократија и на неговите крила во 91 година. Орбан станува тоа што е, ја добива славата на либерал и потоа се случува таа ужасна франкенштајнска трансформација која води во се по цврст авторитарен режим, каде што, како што гледаш сега таму, медиумите, институции, бизнеси, се е ставено под контрола на власта, онака како што делумно знаеме ние беше кај нас, со тоа што мислам дека во Унгарија е уште по тврда таа неспоредливо. Тоа се ќе видиме како ќе рекат. Па Боријан, веќе ако смеам да забележам нешто од тоа и гледаме, еве да се навратам на митингов на поповиве. Види, очигледна е таа тенденција, ние го разговаравме тој во минатиот подкаст и така натаму, го критикувавме СДСМ со право, ова СДСМ православно крило, кое што е се поголемо во кај социјалдемократија, кој поима немаат од социјалдемократија, но
Види, очигледен е проектот дека од МПЦ треба да се направи политички субјект фактор, како што е Српската православна црква. Тоа мислам дека и српски проектот, by the way, бидејќи некои од овие владикиве се од крилото на Српската црква во Македонија која постоеше, за да тие потоа дрмаат како што дрмаат во Црна Гора и да бидат фактор кој што ќе дестабилизира, ќе стабилизира. Тоа очигледно и овдека се случува како политички проект. Ја не знам дали овдека го забележуваат тоа тие што треба да го видат, дали се наивни, дали повеќе им значи да се прекрстат отколку да размислат што прават, говорам за политичари. Ја дури не говорам за обично. На крај се собраа неколку илјади луѓе, како што гледаш се извадија од руски знамиња до овие, кажи ги, вергински знамиња. Истата таа толпа црнокошуљаши кои се појавува на битинзите на ВМРО и кај Мицковски со пароли какви што ги знаеме и така натаму. Цело време се работи за истото дно, за истиот мил, за истата, како да кажем, за катран од кој што останат после разноразни фертилизации политички, социјални и така натаму. И види, тие ќе станат фактор, тие не можеш да ги премамнеш бидејќи, знаеш, луѓето се збунети, разликите се големи, општеството е конфликтно сегде па и овдека, власта не е некаква уверлива вредносна алтернатива на ова се друго што се нуди и мислам дека таа опција не е без добри шанси за следните избори. Така не се согласувам, мислам, таа предпоставка е... До Катица Ќулавкова и ова кој беа се таму, истата екипа, па валда 2-30 години истите тие бла, истите кукумјавки, истите, како да кажем, се е крај на светот, само што не додола, али на оние поповине ќе не спасат, бидејќи тие знаат за семени вредности, за децата, бидејќи нели они се сите со семени вредности, растат со мантиите. И уопште, знаеш како тоа ме вади од таа, ги гледам, види, гостуваат по телевизиски емисии со мантии. Види, мантијата е униформа. Не можеш ти во униформа да водиш политика. Тоа е како да ти дојде некој капетан или командир на станица со пиштолот закачен на, бидејќи му е дел од униформата и он да разговара на дебатна емисија за политика. Абе, црквата е нешто и вера во Бога и сето тоа е се апсолутно е дел од приватниот живот и кој сака, как широк му пат, што сака може да верува. Не може луѓе униформи да ни се шетаат по телевизија да зборат за општествени проблеми, за кои иначе самите се дисквалификувани, бидејќи по собствените стандарди не може за тоа што го зборат да го практикуваат во реалниот живот. И знаеш, дури на тоа ниво нема кој овдека некој од тие телевизии водители да го опомене, абе ти владика можеш да дојдеш ти у цивилно дело у кошула да дојдеш овдека и да разговараме или ќе ми дојдеш со крстовите, па ја утре ќе закачам пиштол ако сум командир на станици, ќе ја да зборам за цивилни вредности со пун пиштол на масата, пошто ми е дел од униформата. Знаеш, тоа е она што овдека се изгубени сите веќе стандарди, репери и во тоа ќе живееме. Сашо, добро е да, мислам, знаеш, сепак мислам дека коренот на тие ретроградни процеси е во исцрпеноста, односно во неинвентивноста, потрошеноста на либералната агенда. Да се вратам на мојот документарец, дисидентите од 80-те ги прашувам како дозволивте да ви се случи Орбан. И они имаат доблест и укажуваат на грешки кои либералите ги прават, особено во периодот на транзицијата кој го сеат семето на популизмот. И се да се префрлиме и на оваа друга тема, еве, која рековме дека ќе ја зборуваме по ова што се случува во Франција, во ширум Франција. Пази, тоа се протести кои ги прави емиграцијата, која сушност, што се се разбира несвесно и против нивните волја, практично прави митинг и прави на Лепен и на екстремната десница. Но повторно, не можеш да ги осудиш затоа што, не знам дали ти си бил во Париз, во тие полии, што ги викаат, во тие гета каде што живе емиграцијата. Тоа е страшно. Има еден филм феноменален француски, уште пред 10-15 години, мислам дека и собра многу награди по светски фестивали, Лаен, Омраза, каде што точно го опфаќа овој момент на тоа гетоизирање на емиграцијата, на тоа отсуство на како да кажам, на политики кои ќе интегрираат младите емигранти и
така натаму. Знаеш, да не биде тоа само на нивото, еве добро, вие имате сега работа, плата, тука и за што сакате повеќе во таа смисла. И за Франција е една земја каде што, например, полицијата, ги слушам и анализите деновиве, полицијата отворено е екстремно десничарски расположена и буквално ги мрази емигрантите, како да кажам. И сега е тоа доведено до една совриена атмосфера, како што можеме да видиме, пази, она беше навистина загрижувачки, особено на третиот и четвртиот ден од тие огромни протести. Знаеш како и за Франција, која е една демократија со такава традиција, да не успее после долго време да воведе цивилна компонента на контрола на полицијата или во урбанизмот да ги прошара тие населби, како што е тоа, например, случај во Хелсинки, и тоа го има во една од моите европски приказни. Нема, во секоја населба имаш, не постојат елитистички населби, емигрантски населби. Во секоја населба, и тоа така како прави урбанизмот, има и социјални згради каде што живеат емигрантите. Следствено на тоа, и во школите популацијата се меша и просто се интегрираат едни со други, се препознаваат, се знаат, без разлика на социјалниот статус, имаат некоја комуникација. Ова е еден свет во тие населби во Париз, кои се не треба со возено стат време да одиш за да стигнеш, а сепак е Париз. Тоа е сосема изолирано од свет, тоа е страшно. И знаеш зашто? Се ова што се случува во Париз, практично оди на контото на екстремната десница, што е исто така еден загрижувачки тренд. Борјан, мене ништо тоа не ме изненадува, бидејќи во теоријата на либералните демократи Франција се изучува како пример за тоа, таа е на едниот пол на тоа се инаку работи што во теоријата се расправаат од 50-тите години од минатиот век наваму и така натаму. Францискиот модел на интеграција мултикултурна, мултирелигиска, особено по распадот на колониализмот, особено по распадот на француските колонии во Африка, бидејќи Франција беше една од водечките афрички колониални сили, наметна еден модел во кој што практично нема интеграција. Французикиот модел е таков да ти мораш да бидеш прво французин, па потоа што сакаш. И тоа е нешто што на различни начини делува привлечно и за балканските ситуации, бидејќи овдека сака да ти кажем така што таму не е акцентот на интеграција, туку е акцентот на асимилација. А кога имаш, и тоа може да се прави кога тебе малцинството етничко, религиско, културно тие 3%, 7%. Кога малцинството ќе си стане 25%, 30% во тие градови некои каде што се и над 50%, тогаш веќе нема асимилативни модели, а французите инсистираат на тоа. Знаеш како е во Франција? Ти до 5 саат попладне мора да си французин, а после тоа значи до работното време, а после тоа стави си го фесот на глава и земи каква сакаш мандолина, пеј на кој сакаш јазик. Тоа се покажува како недобар модел за овие исклучително динамични, флуктуантни ситуации во последните 20 години, каде што притисокот на разликите стана толку огромен да е тоа фасцинантно. Во таа смисла има многу други поуспешни модели на интеграција, но сега да не држиме лекции универзитетски. Види, мене ме фрапираше една друга статистика. Во првите 3 дена на апсењата со немириви и така натаму, кога над 1000 луѓе беа уапсени, слушам статистика дека просечната старост на уапсените е 19 години. Тоа значи дека масовно тинејџери на 16, на 17, збеснати, како да ти кажам, значи неинтегрирани, неосмислени животи, луѓе кои што веројатно имаат многу резерви за сопствената перспектива и нешто постари тинејџери, 21-22 години. Значи просечната старост е 19 години. Тоа ти кажува дека проблемот е огромен. Бидејќи друго е да е тоа, знаеш, Жуле Жен која беа овие жолтиве елеци и така натаму, сепак беше тоа со некакви други социјални компоненти, па макар и радикални, рушителски и така како што и тие беа. Но ова е една експлозија која во право се случува во гетата, бидејќи нивниот модел е на гетоизација на различните. Они им прават огромни населби, сум бил јас во тие населби, ги пуштаат таму да живеат, таму полицијата речи си нема пристап, односно ако има, тоа е по пат на преговори со водачкиот клан на населбата, се работи за илјадници луѓе кои живеат по тие
да се по Марсеј, по Париз и по големиве градови и така натаму. И потоа се случува ова што се случува, експлозија која што не може да се контролира. И мислам дека Макрон има огромен проблем во таа смисла, бидејќи Макрон јас се уште го третирам како еден од најпрогресивните европски политичари со сите негови подеми и падови, со се ова што поминува Франција, ни стои и така натаму, меѓутоа со една многу, како да кажам, изградена либерална агенда која што се труди да ја спроведе во една многу компликувана ситуација во која што се наоѓа Франција, бидејќи Франција се уште живее, ако смеам да забележам и со тоа да не продолжувам во некакви здодевни анализи, се уште живее во своето минато. Тоа е земја која што се уште живее во своите колонијални соништа и во своите не мислам дека таму нема луѓе кои го разбираат ова. Се разбира и да, меѓутоа ќе видиш елитата државна, политичка, културна и така натаму, знаеш како се тоа мислат дека е тоа уште валја времињата на сега да не спомнувам историски личности од француската историја, и едноставно овој Макрон не успева да ја модернизира на доволно ниво колку што реалноста бара. За разлика, да речеме, ако смеам да забележам, погледај политиката на Бајден. Па човекот направи повеќе без разлика, знаеш, он се сопнувал, стар бил, тече заспил, човекот во политичка идеолошка смисла прави повеќе во Америка отколку во последни, Обама помалку од него правеше, кој што нели би требало барем по годините и така натаму и по поддршката од јавност. Бајден прави историски работи кои за жал ни американската нација не успева на доволно ниво бројно да ги цени. Да се вратиме на почетокот, Сашо. Макрон, јас не се согласувам со твојата оценка за Макрон. Макрон е исто така дете на така наречениот грандeur de la France, големината на Франција и така над. Не, и они треба да ако е лидер, прогресивен, он треба точно да ги адресира тој проблем на таа упорна, агресивна француска, како да кажам, тој национализам, дека французите се не знам што и дека тоа е она што го раѓа тој национализам, тој антагонизам со сите други. И мислим да остасува тоа. Да се вратам и на СДС, ако сакаш, кога вела ВМРО, дека треба да си ги признае грешките од минатото, Скопје 2014, 20 април. Да речеме, СДС исто така треба да се отважи и да рече извинете за приватизацијата. Тоа беше грозен процес, во кој настрадаа многу луѓе, кои се денеска патат жртву, едни од таргетите на овие популистички манипулации. Така што, без тој процес, тоа е суштината уствари на демократијата. Тоа помирување, согледување на грешките од минатото, за да можеш да ја конструираш иднината. Борјан, бидејќи влегуваме, ближиме на кај 40 минута, се разборевме како да ни е последна епизода летово. Може би треба тука малку да сопреме, оти овие теми се вечни, а и да ти кажам право, може би се поадекватни за следната генерација што доаѓа по нас. Така е. Веројатно тоа што можеме го направиме со сите грешки и исправни потези. Меѓутоа, знаеш како, сепак оставаме една држава зад нас, а ја не говорам дека нас ќе не снема за следната недела, ама некоја друга генерација што доаѓа ќе видиме како тие ќе ги ценат, проценуваат и вреднуваат и превреднуваат сите работи. Може би е доволно за ова последно предлетно жешко издание, Борјан? Така е. Треба е да одмориме, Сашо. Така и малце да видиме како ќе фатиме некој нов оптимизам, нешто, море, сонце, езеро, рибче, ракче. Да се порелаксираме. За време и тие, људи смо, што би рекли први. Се слушаме, Борјан, благодарам и за ова издание на подкастот.